Гостивар е еден од градовите во земјава каде започна превентивно-едукативниот проект Безбедни училишта, хармонична средина. Учениците од гостиварските средни училишта на градскиот плоштад беа следени од министрите за внатрешни работи и образование Гордана Јанкуловска и Спиро Ристовски. Во рамките на овој проект во изминатиот период додека тој се спроведуваше беа одржани бројни настани каде што како институции партиципиравме се со цел да ја подигнеме свеста на најмладата популација за потребата од толерантно однесување еден кон друг и изнаоѓање на различни форми на надминување на конфликтните ситуации кои не вклучуваат никаква форма на насилство. Денес во Гостивар младите луѓе излегоа со многу силни пораки. Посебен впечаток ми остави една порака што ја прочитав на еден од транспарентите овде во Гостивар, а пораката гласеше дека насилството е израз на немоќ. Нашата порака е токму тоа дека кон насилство прибегнуваат само оние кои ја изгубиле силата на аргументите. Кај младите луѓе по однос на сите прашања има многу аргументи, има многу простор за дебата и тоа е единствениот начин на кој треба да се надминуваат сите ситуации на недоразбирање. И науката има докажано дека правилниот развој на децата и сите оние перцепции кои што ги имаат околу себе за своите другарчиња, интеркултурниот и меѓуетничкиот соживот и соработката најдобро започнува да се гради и најдобро се изградува во периодот на основното образование. Ние како ресорно министерство во соработка со Министерството за внатрешни работи ќе продолжиме и понатака да работиме исклучително многу на превенцијата од насилството, заради тоа што според нас превенцијата е суштинскиот елемент. Потоа во секој поглед развојот на едукативниот систем и процесот кај децата е основната и базична алатка со која што тие ќе се развиваат понатака во животот. Во оваа прилика би сакал уште еднаш да апелирам до сите ученици во Република Македонија, а тоа е дека образованието е вистинската моќ и сила, а не насилството. Образованието е вистинскиот аргумент со кој што тие треба да се борат и да се надградуваат и докажуваат меѓу себе во животот, а не физичките пресметки насилството кој што дефинитивно се одраз само на слабите и немоќни луѓе. Овој настане најава за натамошно продолжување на превентивните активности во насока на едукација и заштита на малолетничката популација од девијантните појави.